е вистината? Тоа што го гледаме или тоа што мислиме дека го гледаме? Овој пат гостин ми е психолог Марија Грубор, вработена во Невромедика. Марија, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Дали луѓето се секогаш во ситуација да ја прифатат вистината која ќе им се каже во очи? Па, со вистината доаѓа една незгодна придружена појава, мислам, таа знае и да биде вознемирувачка, и да не ни се допаѓа, и да боли, така да соочувањето понекогаш не е она што сакаме да го направиме. Некако човечкиот мозок оди кон тоа да избере пат со помалку болка, да заобиколи, да ја пролонгира ако може. Така да самото соочување со вистината можеби не ослободува, прво вознемирува, но ни дава една јасност и доколку сме храбри и сакаме да работиме со тоа, таа јасност ќе ни помогне многу понатаму на патот на трансформација и правење некаква промена со помош на таа согледана вистина. Тука би додала и само дека вистината е малку субјективен поим и можеби повеќе се работи за многу перспективи кон една иста работа и можеби што повеќе перспективи можеме да издржиме и да содржиме во нас, толку сме побогати. Тоа може да се каже и како повеќе вистини. А што е со оние луѓе што трагаат по вистината? Тоа е доблесен потпат сигурно, но можеби има една мала илузија дека таа вистина е една, апсолутна, конечна и униформна за секого. Дека ќе дојдеме до неја, ќе биде едно парче вистина кое што е најважно од се на светот. Не знам дали е тоа така во реалноста. Колку луѓето имаат проблем со вистината? Па, повторно, за мене е многу субјективна. Имаат проблем со вистината, како што кажав, кога е непријатна и вознемирува, зашто обично доживуваме како баш нешто доблесно, меѓутоа некогаш е соочување со работи кои не сакаме да ги прифатиме за себе, за оние што ги сакаме, за реалноста воопшто. Така да тука веќе се отвора еден процес и трагачите по вистината неизбежно мора да се судрат со вознемирувачки моменти. Дали нашето општество со развојот на социјалните мрежи може да го наречеме дека народот веќе навлага во нека шизофренија? Па прво, самиот поим е клинички поим и во принцип не ми се дофаќа кога го користиме така за народски муавет. Меѓутоа, вистина е дека има еден расцеп на идентитетот, можеби. Затоа што зголеменото користење на социјалните мрежи само по себе налага да имаме еден дел од идентитетот кој е перформанс пред другите и еден кој што си го имаме нели приватно и во интимата. Па тука може да се создаде еден раздор и да се навлечеме на некој начин на надворешната валидација која што сакаме да ја добиеме преку имиџот и сликата за себе проектирана на тие социјални медиуми. Така што на некој начин ја зголемуваат онаа кревкост на самодовербата, затоа што кога нашата самопочит, нашата вредност лична, внатрешна зависи пред се од надворешната валидација и внимание, тука имаме проблем. Би сакале идеално делото извор да доаѓа од внатре. Да знаеме кои сме, што сме и колку вредиме и зошто, без оглед на тоа како средината тоа го вреднува или не. Особено на еден пазар на внимание што денеска представуваат социјалните медиуми. Дали социјалните мрежи создаваат од нас нарциси? Би рекла дека го истакнуваат она кое веќе постои. Нарциси за нас би биле повторно да го одделиме од нарцисоидно пореметување на личност, кое што се работи за една дијагноза за пореметување и за структура која што клиничката психологија се справува на еден друг начин. Меѓутоа, нарцисизам, бидување нарциси, она што го кажуваме често меѓу себе, се работи за една перспектива каде што емпатијата е на ниско ниво, постојано гледајќи ги другите, не ги гледаме нивните автентични перспективи, туку ги гледаме како го гледала на нас самите. И повторно се враќаме на онаа тема на надворешна валидација. Социјалните мрежи даваат платформа ова навистина да се истакне, да станеме условно кажано зависни од лајковите и од коментарите и од вниманието кое што постојано се обидуваме да го собереме и привлечеме кон нас. Така да тоа отвара и истакнува еден нарцисоиден, можеби, дел од нас, нарцисистички, подобро кажано. Имаше една изјава од една тиктокерка баш, она кажа дека као сега ние млада беше 20-21 година, као сега можноста не е само телевизија, сега можеме да бидеме сите познати. Да вели лайк и коментс. Да. Зошто сите сака да се искажат на начин што не доликува сепак младинава, нели, достап не бе. Твое мислење ме интересирала се што е, а и нели младинава како ќе реагира?
Да, прво во однос на првиот дел, мислам дека секој од нас носи една потреба да биде виден, да биде доживеан, да има импакт, да остави впечаток, да влијае на својата околина. И тука порастот на користење на секакви социјални мрежи директно мислам дека влијае на тоа. И кога се работи за тинеџери и адолесценти особено, кои помалку се стигнати на когнитивно ниво да се регулираат и управуваат сами со себе, мислам дека уште повеќе може да предизвика да се развијат одредени карактеристики или одредени тегоби во поекстремна форма доколку тоа продолжи како проблем. А во однос на користењето AI, мислам дека е меч со две острици. Често пати во општеството имаме мислења и ставови кои се екстремно против или екстремно за, ама обично вистината знае да се крие некако во балансот меѓу тие два екстреми. Баш меч со две острици може да биде многу корисно и младите имаат начини како да го искористат за добра сврха, меѓутоа може да биде и еден вид на амбис во однос на губење на контактот со својата околина, непосредно со блиските луѓе кои што треба да бидат примарниот извор на интима, на конекција, на разговор и на поддршка во процесирање на се што ни се случува внатрешно. Кои се најголеми проблеми што луѓето барат помош од вас, некоја асистенција, дали анксиозност или некоја друга? Анксиозноста дефинитивно е една од водечки теми на разговор. Депресивни расположенија секако доаѓаат често пати со тоа. Празнина, загуба на смисла, чувства на недоволност или на заостанување за другите. Тоа се некои теми со кои што често работам, особено со оглед на тоа дека често работам и со млади луѓе, со млади возрастни, па можеби и развојни нив име баш тоа време за тие задачи и предизвици да ги поминат со себе. И тоа би рекла дека се најчестите теми. И секако проблеми со релации, блиски односи. Зошто анксиозноста баш е сега достапна, гледам многу, повеќето кај младите? Еве, нели ние во наше време го немаше тоа, не знаевме дека постои таква ситуација, нели тоа не е болест, тоа е ситуација. Да. Што е проблем, што доведува до таа ситуација? Овие генерации, впрочем и моите и понатаму се развива една свесност, една како да кажам, една отвореност да се погледне кон менталното здравје, да се следи што се случува внатре во самиот себе и да се бара знаење за како да се справат со предизвиците. Мислам дека таа поголема самосвесност доведе до тоа анксиозноста да стане очигледна во општеството. Не дека општеството не е забрзано и технолошките промени, и економските и политичките и се што се случува, не дека не доведува до една поистакната анксиозност, меѓутоа голем фактор е и тоа што луѓето денеска се многу посвесни за менталното здравје, иако не е она идеално колку што би сакале да биде, нели се уште имаме некоја стигма, меѓутоа се посвесни и повеќе гледаат во себе и повеќе се охрабруваат да побараат помош и поддршка, па дури и ако треба лекарска и поддршка од клинички психолог и дијагноза, поставување и така натаму. Така да мислам дека тоа и допринесува до поголема истакнатост на терминот анксиозност и другите термини кои не се превземени од клиничката психологија во секојдневниот говор, во секојдневните ситуации. Така можеби е лошо од една страна, но од друга страна и позитивно е зашто укажува на таа самосвесност која мислам дека се зголемува со секоја генерација во однос на менталното здравје. Имаме врсничко насилство. Дали психолозите во училиштата го решаваат тој проблем или го пуштаат на родителите да го решат самиот? Дека тоа секогаш многу добро прашање. Психолозите прават многу напори и може да постигнат многу, меѓутоа мислам дека системски се преоптоварени и немаат доволно поддршка. Кога имате еден психолог на 400, 500, 300 деца во училишта, тешко е да успее навистина да ги следи сите промени и процеси кај нив, да има еден континуитет во грижата и во вниманието кое може да им го обрне. Така да, од една страна тоа е еден системски проблем. Од друга страна, ако го третираме училиштето како место каде што си ги носиме децата, ги оставаме на психологот да ги поправи како автомеханичар, тоа не е вистинскиот одговор на прашањето зашто тие деца ќе се вратат во таа семејна средина. Колку и психологот да може да успее да напредува и да работи со нив, доколку се вратат во една динамика од каде што излегли и научиле нешто кое се обидуваме да ги одучиме, нели, од истото, не има дисконект, има една
баш еден расцеп меѓу тоа што се случува, затоа што врсничкото насилство не е само проблем на училиштата, туку е проблем и на семејството, е проблем на културата, на поширокиот општествен контекст. И кога се работи со деца, често се вели дека работиме и со целото семејство, доколку не го вклучиме и семејството и успееме да направиме и таму некаква интервенција, тогаш детето, она што ќе го постигнеме со детето е малку на климави нозе, да речеме. Имаме ние капацитет или немаме? Во однос на психолозите кои работат, моите колеги, училишни психолози и сите во таа струка и таа специализација, имаме капацитет, имаме луѓе со емпатија, со срца, со отворени умови да работат со тие деца, да ги слушаат и да бидат со нив секој чекор на низ тој процес, но ќе повторам, преоптоварени се често пати и не се зборува можеби доволно за тоа. Ни требаат повеќе психолози, но ни треба и по-големо институционално и институционално прифаќање на проблемот, значи на поширок контекст, на поширока слика на општеството. Доколку не зборуваме за менталното здравје надвор од кабинетот на психологот, на психотерапевтот, на училишниот психолог, таму ги чуваме тие проблеми, таму е страшното, а на страна одбегнуваме да зборуваме и да работиме на тоа, не верувам дека ќе имаме баш коренити промени како што посакуваме. Што пример некој и мојава нели е основно. Зошто некогаш се плашат нели да чукнат на вратичката кај психологот? Зошто имаат срвопочит некој? Нели треба да се по-олабавени за да комуницираат ако имаат некој проблем? Сигурно зависи како ќе се постави самиот професионален, самиот психолог во таа ситуација, но зависи и како системот училишен ќе го третира и каде ќе го стави во таа хиерархија, какви задачи ќе му даде. Јас сеќавам на своето образование кога психологот бил истакнат од самиот училишен систем како оној кој кара, казнува, спроведува последици, како еден авторитет пред кој што се плашиме, многу повеќе отколку некој што е тука достапен секогаш да не слуша. Дали пандемијата што ја поминавме сите, нели, ковидот, имаше некои последици кога сме веќе кај ментално здравје, кај народот, кај луѓето? Дефинитивно имаше ефект кој се почувствува на глобално ниво и многу луѓе велат дека светот се смени после таа пандемија. Но повторно мислам дека тој феномен, таа случка глобална истакна нешто што веќе постои кај нас соголи една вистина. Например, фактот дека не можеме да го контролираме животот, своите услови на живење, нешто од кое панично се бориме понекогаш, се обидуваме да се држиме за таа контрола, ама ете животот има начини да ни докаже дека со еден шамар, со еден замав може да ни одземе работи кои ни се најдраги, луѓе кои ни се најдраги, начини на живот кои ги познаваме толку добро и ги имаме долго време, така да мислам дека доведе до едно чувство на беспомошност, исцрпеност и тоа разви страв кај луѓето. Од друга страна се сменија начините на конектирање, сите моравме да се соочиме со малку изолација, кога луѓето ќе се изолираат малку едни од други или мора да останат дома. Прво нешто што се случува после досадата е сите оние прашања и теми и стравови кои сме успеале да ги избегнеме кога се занимаваме со работи надвор од дома и работи со другите луѓе, наеднаш се враќаат и нема никаква дистракција, мораме малце и да се соочиме со своите демони и со своите неодговорени прашања. Така да мислам дека беше еден коктел од влијанија кои што, пак ќе кажам, останаа со нас до ден денес. Го сменија начинот на кој што можеби размислуваме и за себе, и за врските, и за работата, како да се организира и работните места. Сите сакаме да работиме повеќе од дома, свесни сме повеќе за некои такви нешта, а од друга страна и доведува до едно губење на смисла, можеби кај многу луѓе, кои сега се обидуваме и да го надоместиме, меѓу другото со употреба на вештачка интелигенција и со прифаќање уште повеќе на тие технолошки промени и напредоци. Со кои проблеми се соочуваат денес луѓето и на кој начин им помагате вие? Па, како што кажавме, депресија, анксиозност врзани со најразлични животни предизвици и процеси и промени, празнина, идентитетот како прашање, особено во ера на социјални медиуми, кога го имаме оној расцеп меѓу перформансот јас и вистинското јас, што ако се покажам автентичен, дали светот и другите луѓе ќе ме прифатат. Успехот, што значи успех за една индивидуа, знае да биде честа тема. На кој начин се судиме себе си, дали ги зимаме тугите мерила или пак се охрабруваме да развиеме и сопствени внатрешни индикатори за колку сум јас вреден и што е успех за мене, кога е доволно, кога сум го постигнал она што сакам да бидам и да направам.
Знаете, одењето на психолог не мора да биде траорно, не мора секогаш да биде за најтешките теми, најтешките болки. Може да биде и разговор за нешто за кое се надеваме, нешто кое ни е цел, да најдеме начини и стратегии како да се приближиме кон тоа болесно, како да се носиме себе си подобро во животот, да работиме на емоционална саморегулација, на поздрави односи, на самодоверба, така да може да биде многу нешта кои што се во нас во внатрешното доживување. Немаме со кого да ги споделиме или да ни помогне во тој процес на разговор со себе, па психологот се наоѓа тука. А што мислиш за ChatGPT? Многумина го користат, нели, и баш како мислење, не ќе да идам на психолог или вако психијатар, ајде ChatGPT ќе го прашам. Да. Мислење за тоа? Не ме навредува лично во однос на мојата професија и мислам дека има многу придобивки, многу бенефити кои луѓето може да ги имаат, се додека наумја имаат границата до каде може ChatGPT да оди, што се работи, зашто се работи во позадината, дека тоа е сепак еден вид на технологија и виртуелен пријател, другар. Виртуелен пријател и тие може да го користат како еден вид на дневник, и може да им даде некакви увиди и некогаш им е полесно да го направат тоа со дигитална технологија отколку со жива личност, затоа што овдека се осигурени дека нема да има осуда, дека може да си ги кажат сите мисли најслободно. Она последната бариера е тргната кога работиме нели со нешто што е технологија, нешто што е дигитално. Од друга страна пак ќе нагласам да се знае границата за што се работи таму и дека непосредноста на разговор со живо суштество не може никогаш да биде замената. Така е, енергија да те почувствувам, така? Да. Кога сме веќе кај тоа, значи зошто баш како што каже стигма да луѓево посетат психолог или психијатар. Зошто се срамат? Зошто имаат страф од посета? Да. Во општество каде што издржливоста е силна голема вредност, мислам дека се уште да се признае некако вид на психичка болка или потешкотија, се уште се гледа како слабост, како нешто кое не треба да го кажеме, како нешто кое треба самостојно да се надмини, да се помине, да се издржи се и да не се писне. Се уште има некаков таков наратив кај нас, а верувам во многу други култури, но гледам и голем пробив. Во однос пред се на новите генерации кои се отворени и љубопитни, но и во однос на постарите кои полека се приближуваат и сакаат да видат што има таму тоа со психологот, што се прави со психотерапевтот, па се отвараат и доаѓаат и сакаат да работат, сакаат да дознаваат, дозволуваат да бидат внесени и воведени, како да кажам, да бидат придружувани на еден таков процес на внатрешен развој. Сте имали некогаш некој барање од некој пациент да не се гледате, туку да го работите онлайн? Да. Тоа е еден резултат на пандемијата, можеби, затоа што многу се засили, се зачести потребата од онлайн средби и воопшто платформите кои што тоа го овозможуваат. Никако навик стана многу. Да, и се нормализираше. Не дека не постоеше онлайн терапија или онлайн сесии и средби претходно, постоја, меѓутоа не беа така популаризирани, не беа така добро и силно прифатени во секојдневниот живот. После пандемијата веќе многу од нас се осмелија и се отворија кон работа преку онлайн платформи, така да тоа сега добро функционира. За некои луѓе е големо олеснување. Некои кои што не може да дојде во живо, многумина наши кои што живеат во странство, работат и живеат во странство, а би сакале да имаат терапевт или психолог од Македонија, им значи таа блискост со културата, со јазикот и така натаму. Во многу случаи знае да биде вистинскиот избор. И можеби кај некои луѓе кои се и овде кај нас може да дојдат во живо, меѓутоа на самиот почеток се малку со гард, малку заштитени, не се сигурни како тоа ќе изгледа, па ќе пробаат прво преку онлайн сесија, па за понатаму да одлучат дали би се охрабриле во живо да се сретнат со терапевт или психолог, така да и за нив може да се најде многу. Како можеме да препознаеме кога човек е во депресија? Тоа е интересно, затоа што депресијата може да биде и многу функционална. Може човек да се чувствува депресивно и да има одредени тегови подолго време, меѓутоа да е надворешно продуктивен, да се дружи, да се социализира и да не е така лесно да увидиме дека се работи за некаков посериозен проблем. Така да може да биде маскирана со еден вид на продуктивност и перформанс социјален. И не се работи за тоа дека само луѓето кои се навидом ужасно тажни и многу
го плачат или некои други слични карактеристики кои ги поврзуваме со депресијата, нели? Не значи дека само тие се тажни или баш тие се тажни, не можеме да знаеме веднаш. Може тоа и многу добро да биде потиснато, маскирано и да не знаеме како човек се чувствува вистински кога е сам со себе, кога е на страна од светот и да тој притисок да има перформанс и нели да се прикаже како успешен, весел, позитивен и сето тоа. Повеќето гледаме дека само иницијативно си припишуваат сами на себе лекови без посета пред тоа на психолог. Да, навистина. Се прибегнува многу често кон медикаментозна терапија, па дури и на своја рака и во отсуство на психијатар, но луѓето наоѓаат начини. И мислам дека, покрај она стигма и можеби непознатост на што прави психологот и што ќе ми прави и како тоа ќе ми помогне, тежнееме да бараме конкретни решенија. Рецепт, еве сега, вака и вака, со овие 3 чекори, ќе ми се реши проблемот и ќе бидам слободен, да речеме, од тегобите. Некако тежнееме да избегнуваме работа на себе, вистинска, соочување со стравови, соочување со вистини и невистини, со слика за себе, со својот идентитет, занимавање, нели, и со своите реални животни проблеми, со своите реални животни релации. Тоа е работа која трае во континуитет, која бара храброст, бара волја, бара отвореност, бара емпатија кон себе и кон другите. Многу квалитети за кои што ни треба време да ги изградиме. Работа која што ќе има подеми и падови, ќе има денови кога сме подобро и денови кога сме полошо, едноставно ќе трае подолго и ќе биде понеудобно и понепријатна од едноставно земање на апче секој ден во одредено време. Зошто Фондот за здравстве, статистиката во Македонија покажува дека многу има препишани лекови баш за ментално здравје, значи антидепресиви. Зошто е тоа така? Зошто народот кај нас луѓето често и велат сакам апче, сакам лек, не би сакал многу да копам во себе или нели да работам таа неудобна работа на таа трансформација. Едноставно е полесното решение, но се чини полесно затоа што е краткотрајно полесно и делува како да има одреден резултат. Меѓутоа, апчињата не учат како да живееме подобро. Апчињата не учат како да се носиме со себе си подобро, како да имаме било што поздрави релации, поздрава самодоверба, било што ни треба и сакаме да го изградиме. Така да апчињата евентуално ќе престанат да делуваат, но и без тоа ние повторно ќе ги креираме истите симптоми, затоа што не учиме нови начини на корелирање со другите, однос кон себе, грижа за себе и за својот живот и така натаму. Така долгорочно е полоша стратегија, меѓутоа не го согледуваме тоа на самиот почеток. Можеби има и одредена култура од страна на лекарите да прелесно ги препишуваат лековите без заедно со тоа да препорачаат и посета кај психолог, работа со психотерапевт, па дури дел од нив кои што се обучени како психотерапевти да го понудат тоа на своите пациенти. Можеби едноставно се работи за една таква предоминантна култура на апчето го решава проблемот, си одиш дома и секи биде во ред наредниот ден. Но се работи за нешто подлабоко и за нешто кое што бара континуиран ангажман од страна на пациентот, клиентот. Секој од нас се нашол во таква ситуација, верувам. Сакам да те прашам зошто луѓето не сакаат сами да се борат со внатрешноста, значи зошто мора апче? Тешко. Како тешко? Секој може. Но не сите имаме еднакви потенцијали, барем на почетокот, не дека не можеме да ги изградиме. Не сите имаме зошто сме толку слаби карактери, мислам, да се бори со телото, зашто, не знам. Повторно се враќаме на она стигмата за менталното здравје, издржливост. Она доблеста на издржливост мора да се издржи, да се оди понатаму. За некои луѓе тоа е тешко. На некои луѓе на тој пат на издржливоста многу пати ќе паднат и ќе им треба рака, ќе им треба помош, ќе треба да земат момент, ќе им треба повеќе работа со себе да се исчеличат на тој начин. Значи, зависи за секој индивидуален тој процес. Меѓутоа, по дефиниција работа на себе, како што ние ја замислуваме во психологијата, во психотерапијата, е потежок процес од земање апче. Има трајни органски промени, има автентични придобивки кои ги носиме во себе и никој не може да ни ги земе, зашто сме ги сработиле за себе си, сме ги заработиле. Апчето го нема тоа и не учи како да живееме подобро, ама е полесен излез од секојдневието. Така да, тоа е едноставен, можеби, ама мислам реален одговор. Дали живееме во време на тивка депресија, посебно кај младите? Па изгледа дека е така од она што ни го кажува статистиката, не само кај нас и глобално, од она со кое што се соочуваме во секојдневната работа во оваа професија.
има зголемен број на преувување на одредени симптоми на депресија, на анксиозност, на сите тие комбинации кај младите. Дел од тоа е нивната зголемена самосвесност, како што спомнав, тие многу порадо се мониторираат себе си, внатрешниот живот и градат некоја свесност, затоа многу подобро управуваат со терминологија од областа на менталното здравје, знаат да си кажат што им се случува, да дури некогаш и прелесно си ги делат тие етикети, сакаат да им дадат име на своите доживувања, дури да ги направат симптоми и кога нема потреба. Па тука имаме веќе една, може да отиде во еден друг екстрем, еден друг правец. Но да, мислам дека е тешко да се биде млад човек во денешно време. Може би секогаш било тешко да се биде млад во секое време, но ете, секое време си носи свои уникатни предизвици, па така и нашево. Пребрз развој на технологијата, пребрз развој на одредени на дигитализацијата, на одредени процеси во општеството кои не се придружени со развој на општествената свест, општественото функционирање, уредување и така натаму. Тука има еден расчекор кој секогаш мислам дека ги мачел младите од секоја генерација, па како оди време во натаму и се повеќе. Што мислиш за оние што преку TikTok и Instagram јавно си ги решаваат проблемите со комуникација со народот, значи? Што е тоа? Зошто не посета психолог или психијатар? Мислам дека е интересно како феномен, затоа што покажуваат една волност да бидат кревки и ранливи пред другите, пред општеството, пред светот. Нешто за кое претходни генерации можеби немале таква шанса и не било така социјално и општествено прифатено. Ама тука е сега проблемот што не само е прифатено, туку е наградувано со внимание. Па од тука, гледајќи дека тоа привлекува внимание, ги носи тие придобивки, многу млади луѓе можеби ќе посакаат истото да го направат како перформанс, како еден чин кој што ќе ги награди со такво внимание од јавноста. Затоа што реално живееме во време на економија на внимание на социјалните медиуми. Сите кои што се активни на таква платформа бараат некаков начин како да го добијат тоа внимание. Се повеќе актери има кои што нели се борат за тоа исто внимание, тоа е лимитирано, така да чиновите со кои што го привлекуваме можеби некогаш стануваат и се по гротескни, се по екстремни. Виртуелни актери. Виртуелни актери е многу да, интересна дефиниција. Зошто разводите се почисти? Мислам дека се работи за една огромна промена во културни вредности пред се. За разлика од нашите предци, нашите мајки, баби, што не сме смели да помислиме тоа, не можеле да помислат, немале многу избор, па и да се тргнале од ситуацијата и равенката на брак, биле финансиски не баш поддржани не со многу опции. И тогаш го правеле некои храбри жени, меѓутоа сега тоа или комшиите да не ги зборат. Или се разбира да значи што ќе кажат другите, било многу силна сила во нивниот живот, а сега се уште сме во што ќе кажат другите, само на други начини можеби, ама сепак жената има многу повеќе прилики и шанси да заработува, да се грижи, да води свој сопствен живот, да има автономија, да ужива во неа. И мислам дека тоа пред се е многу голем фактор во тоа да жените, еве од страната на жените коментирано пред се, затоа што и сама сум жена, да си ги знаат опциите, да знаат до каде е што е, да можат, умеат и си дозволат да постават граници и кога тие граници ќе бидат поминати, нели, да одговорат со соодветна последица. Од друга страна, таа промена каде што сега ние сите знаеме точно што сакаме, знаеме кого не трпиме, имаме премногу силни граници, па води една помала флексибилност. Некогаш луѓето и да не може да се сослушаат, да имаат недостатоци во комуникацијата кои што многу лесно стануваат лавина од проблеми кои ќе доведат до развод. Можеби како што велат постарите, прелесно се откажуваме едни од други. Поради тоа, немаме баш многу капацитет за адаптација, да трпиме, да се менуваме, да се прилагодуваме. Па некако е игра на тие две сили. Не можам да кажам дека е позитивна или негативна само промена, тој зголемен број на разводи. Гледано од аспект на парот, да, може да е позитивна зашто жените, си ја знаат вредноста или знаат што не толерираат, па и мажите од друга страна. Негативна од страна на тоа дека луѓето некогаш и окрутуваат и не се способни да се слушаат и да се прилагодат едни на други и да работат на проблемите. Но тоа што мислам дека на крајот на денот е најважно е што се случува со децата и како овие генерации на се повеќе и позачестени разводи навигираат низ растењето. Нема комуникација, мора комуникација. Мора комуникација. Она е, нели, мислам дека најбитно. Секогаш. Многу не комуницират и тоа мислам дека најголем проблем. Марија, како да препознаеме емоционално насилство во нечија врска?
нечија врска, емоционалното насилство може да има исти или многу слични ефекти и како физичкото насилство. Иако физичкото носи видливи пред се, да речеме, нели, обележја, и се краткотрајни. носи, да, позади тоа стои многу повеќе натрупано психолошко во однос на тие последици. Кога гледаме дека некој, например, е затворен, се има променето навидум во темпераментот и карактерот кој што сме го познавале, се плаши постојано од последиците на нешто во однос на својот партнер. Тој партнер има строги правила, постојано се гази како на јајца, што вели народот околу некого. Има некои суптилни Му наметнува, значи, страф. Ако види дека особата нели полабилна некоја, по-нестабилни, лесно може да му влие, така? Мислам дека многу голем знак е она промена. Знаете како кој ќе видиме некој не беше таков или не беше таква, сега види како наеднаш магично нешто си има сменето со оваа личност, може да биде еден знак. Еден голем фактор за особено за насилство било какво е кога гледаме дека некој што го сакаме, некој што ни е драг, почнува да сече контакт и односи и врски со луѓето кои што му биле драги, кои што му се семејство и пријатели или некој нели многу значаен во животот, наеднаш се изолира и отстранува од нив. Тоа може да биде и последица на одреден вид на психолошко и емоционално насилство, кога нели оној кој што го врши сака да не одсече од светот каков што го познаваме, за да може да има поголема контрола, поголемо влијание едноставно врз нас, нашиот живот, нашите одлуки и постапки. Психолошко и емоционално се малтене две страни на една иста паричка кога се работи за насилство. Физичкото знае често и да ги следи како трета, за жал. Марија, од последните информации што ги имаме, гледаме дека зголемен е бројот на самоубиства кај нас. Да. Дефинитивно се покажува дека бројката расте. Тоа не е само кај нас, некако феномен кој го следи модерно време. Дефинитивно и поврзан со многу нешта за кои што спомнавме и зборнавме досега. Она неизвестност со која што се соочува особено младината, младите луѓе, која што знае да тишти сериозно, дигиталната поврзаност од едната страна, а непосредната меѓучовечка дисконектираност, тука е еден голем расцеп кој што исто знае да доведе до празнина, до чувство на изолација и едно чувство на сам сум и не можам повеќе, која мислам дека Нели имаше еден пример на TikTok, мислам дека искочи, каде што некој дете преку чат GPT комуницирало со него како да изврши самоубиство. Да. И нели се деси тоа? Америка ли? Не знам да. како. Дека и повеќе примери имаше, веќе си има случајно еден преседан, ама и после тоа следа уште неколку примери каде што баш е потенцирана она најужасна примена која чат GPT може да има во контекст на млади умови во развој. Нели? Значи, оние немање на јасни етички граници, па дури да се програмираат добро, некогаш некаде ќе се измолкнат и ChatGPT може на тој начин да изврши многу лошо влијание. Се надевам дека тоа веќе е во процес на поправање, да не може да се случи таква ситуација повторно. Меѓутоа, тоа е уште еден показател колку може да биде ранлив умот на една млада индивидуа и колку малку треба за навистина човек да го прејде тој праг и да изврши таков чин. А како да препознаеме нечие самоубиство кај некого? Мислам дека е добро секогаш да се реагира на изјави од типот на кога некој е многу осамен, кога му е тешко, кога е тажен и го изјавува тоа на блиските, кога вели дека светот ќе биде подобар без него, кога вели дека ништо повеќе не може да се направи за него, ништо не го радува, ништо не го вади од дома, се повлекува од социјалните контакти, се повлекува од семејството и од непосредната социјална средина. Гледаме дека нема волја, нема енергија, него ни радува сето она што дотогаш му причинувало задоволство и радост. И особено би истакнала како момент кој може лесно да се увиди кога се случува, кога луѓето се простуваат од блиските. Дури не мора да назначат зошто, не мора да кажат изричито дека би сакале да си го одземат животот, меѓутоа се приметува низ сето тоа повлекување, изолација и намалена
активност и енергија и сето тоа и расположение, гледате дека се простуваат или извршуваат некакви ритуали на збогување со блиските, тоа мислам дека е еден баш добар знак дека време е да се пружи помош, да се разговара поинтензивно, да се побара некаква поддршка позначајна. Зашто имало и случаеви каде што некои нели кажува дека ќе извршат самоубиство, а при тоа не го направиле нели тоа дејство. Какви се тие луѓе? Во некои случаи такви баш, може да биде повик за внимание, нели? Не го мислам внимание како нарцисидно барање на внимание или нешто слично, како што велиме денес, го мислам во насока на барање внимание на некој проблем кој што постои. Нешто треба да и се пружи некаква помош на таа личност и треба нешто кое се обидува да го добие до околината и тоа си е нели еден процес и една тегоба, една психичка болка која е легитимна и на која треба да и се обрне вистински внимание. Меѓутоа, подобро е да сгрешиме и условно кажано и да секој кој бара внимание на одреден начин поврзан со самоубиствени мисли, нели идеи, да му пружиме внимание и да пробаме да видиме од каде доаѓа таа болка и што има во тој корен, отколку да ги игнорираме како повици за внимание кои потекнуваат од нарцисизам и слично. Марија, ми беше често задоволство, нели што ја прифати мојата покана да ми бидеш гостинка во One Way Show. За крај, што би сакала да споделиш со гледачите? Да посетуваат психијатар, да не се срамува така? Би сакала да порачам дека и психијатарот, и психологот, и психотерапевтот се вредни места каде што можеме да најдеме нешто добро за себе, нешто здраво за умот и кога се во соработка доколку има потреба, имаме правата поддршка за да направиме добри промени и едноставно да си пружиме поквалитетен живот. Така да нема ништо страшно, се оди и за добро и за лошо, и да се пофалиме и да се пожалиме и ни нуди една средина каде што навистина некој ќе седи со нас и ќе може да биде објективен затоа што нема интимни односи со нас, не ни е пријател, не ни е семејство, нема очекувања, ќе може навистина да проба да ни биде огледало на душата и да не придружува во тој процес на работа на себе. Благодарам многу. Ти благодарам многу и на тебе. Поздрав, чао!